Благодарам. Пред нас имаме Закон за изменување и дополнување на Законот за забрана за вршење на нерегистрирана дејност. Овој закон основниот закон е донесен во 2014 година. Целта на ова предлог законско решение е усогласување со Законот за инспекцијски надзор и Законот за прекршоци кои што се беа донесени изминатата година. Зошто е битен овој закон и зошто е битна забраната за вршење на нерегистрирана дејност? Тоа е многу битно затоа што на тој начин се помага во сузбивање на сивата економија, зголемувањето на вработеноста, сузбивање на нелојалната конкуренција и се излегува во пресред на потрошувачите и намалување на даночното затајување. Пред себе би сакал да разграничиме што е тоа црна, што е сива економија. Ако црната економија е вршење на нелегални дејности во смисол трговија со оружје, трговија со луѓе, сивата економија е вршење на легални активности, ама активности кои што не се регистрирани. И сега многу студии се правени за сивата економија во сите држави во транзиција и рак рана е на сите држави во транзиција сивата економија и во Република Македонија, и според некои истражувања на Светска банка сивата економија изнесува 30 до 40% од скупната економија во Република Македонија. Најчести области во кои што е присутна сивата економија се областите каде што услугата се наплаќа во кеш пари. А ова е вообичаено во областите во занајчиството, во градежништвото, во козметичките услуги, во интелектуалните услуги, во изработка на мебел, поправка на домови, молерски услуги. Сите знаете дека во сите овие области имаме добар, огромен дел на нерегистрирана дејност, која што се подвргнува во делот на сива економија. Многу се начините за сузбивање на сивата економија и од многу причини зависи каква ќе биде таа битка за сузбивање на сивата економија. Во тие рамки е многу битно даночната политика која се води и одмерувањето на висината на даночните стапки. Ако даночните стапки се толку високи, ќе ги тераат даночните обврзници да се подвргнат во делот на сивата економија, односно да вршат нерегистрирана дејност. Тоа и во пракса во Република Македонија се покажа, затоа што во периодот кога имавме пример даночни стапки за личен доход, персонален данок на доход, персонално кажано, од 15, 18 и 24%, ние имавме пример во 2006 година прибрано околу 130 милиони евра по основ на персонален данок на доход. А со даночни стапки од 10%, односно рамниот данок воведен во 2009 година, предходно на 12%, после тоа на 10%, имавме 250 милиони евра прибран персонален данок. Што значи висината на прибраниот данок не зависи само од висината на даночната стапка, туку и од даночната основица. А таа даночна основица е покажено дека ќе биде поширока толку поширока колку даночните стапки се пониски, односно го демотивира даночниот обврзник да посегнува кон неплаќање, односно да се подвргнува во делот на сивата економија. Она што со ова предлог законско решение се сака да се постигне е воведувањето на институтот опомена во Законот за инспекцијски надзор, донесен во мај 2019 година, и кој што е замена за предходната мерка присутна во Законот за инспекцијски надзор, а тоа е делот тоа е мерката едукација. А усогласувањето со Законот за
прекршоци е во делот на висината на глобите. Огромно значење врз намалувањето на сивата економија покрај донесувањето на закон, затоа што ние како држава не кубуриме со законски решенија, ние имаме законски решенија што се вика на претек, меѓутоа проблем е кај нас имплементацијата на тие законите и често пати и злоупотребата на законите, дали од страна на даночните обврзници, дали од страна на инспекцијските служби. Огромно значење врз намалувањето на сивата економија има вербата на граѓаните во функционирањето на државниот апарат, вербата на граѓаните дека заплатените даноци ќе добијат квалитетна услуга во образованието, во здравството и во другите институции кои што се подвргнуваат во делот на државен или јавен апарат, и секако начинот на трошењето на народните пари. Демотивирачки врз граѓаните за лојалност кон државата, за посегнување кон сива економија, влијаат секако скандалите во постапките за јавните набавки, кои што скандалите во врска со циркулација на огромни суми на пари во кеш и ред други постапки кои што се на некој начин веќе честа појава во нашиот систем, а кои што на некој начин демотивирачки влијаат врз даночните обврзници да бидат дел од регистрираниот систем на дејност. Секако огромно значење за сузбивањето на сивата економија има и врз нелојалната конкуренција, затоа што сивата економија на некој начин оневозможува подеднакви стартни основи на стопански субјекти кои што се или физички лица кои што обавуваат иста дејност. Значи, од една страна, ако еден плаќа обврски кон државата, а другиот не плаќа, тоа значи дека тие немаат еднакви стартни основи во активноста, односно бизнисот кој што го водат. Сведоци сме на една мерка која што ова влада ја донесе, а тоа е мој ДДВ, односно повракотокот на ДДВ, кој што толку помпезно беше најавуван и толку помпезно и сега се рекламира, ама само во делот на повратокот на парите крај граѓаните, кој што јас имам спомнати од оваа говорница, треба да биде само мерка, средство за остварување на крајната цел. А крајната цел треба да ни биде на овој повраток на ДДВ, намалувањето на нерегистрираната дејност, што би значило поголем број на фискални системи да опрема за регистрирање на готовински плаќања, поголема вредност на регистриран готовински промет. Да престанете како власт, како парламентарно мнозинство, да се фалите со износот на средства вратени крај граѓаните по основ на тој закон за мој ДДВ. За да тој закон ја постигне целта, треба да се пофалите со зголемениот број на апарати за регистрирање на готовински промет, со зголемената вредност на регистриран готовински промет. Тоа е целта на тој закон и кога ќе се постигне таа цел, тоа ќе треба да биде за пофалба, а не вратените пари на граѓаните. Затоа што враќањето на парите на граѓаните нема смисла. Од друга страна ќе се постави прашањето, а зошто ги земаме за да им ги вратиме? Тоа е
во делот на борбата на сузбивањето на сивата економија. Благодарам. И ова законско решение за забрана за вршење на Vladimir регистрација. Đorđev,